Среда, 7 мај 2025, добра вечер во Дневникот на КТВ. Денеска беше одбележан 7 мај, денот на македонската полиција. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски ја истакна важноста на полициските службеници во одржувањето на јавната безбедност и порача дека за да се биде полицаец не значи само носење на униформа, туку и посветеност во заштитата на татковината. Овој ден е посветен на вас, на сите полициски службеници ширум Македонија. На луѓето кои секојдневно, тивко, пожртвувано и професионално се грижат за безбедноста на граѓаните. Вие сте оние кои први одговараат кога безбедноста е загрозена, кои работат далеку од удобноста на домот, често во тешки и ризични услови. Да се биде полицаец не значи само да се носи униформа. Да се биде полицаец значи да се биде на првата линија на одбраната на татковината, гласот на правдата и штитот на обичниот човек. Но овој ден, со најдлабока почит, се сеќаваме и на нашите колеги кои животот го дадоа извршувајќи ја својата должност. Нивната жртва не е само сеќавање, туку обврска што ја носиме сите дни. Обврска да продолжиме посветено, честно и без отстапки. Почитувани, современиот безбедностен контекст е сложен. Се соочуваме со нови форми на криминал, со регионални и глобални предизвици, со корупција, со миграцијски предизвици, со растечки безбедносни ризици. Нашата улога денес е поодговорна од било кога. Следејќи го пулсот на времето и трендовите во регионалната и глобалната политика и безбедност, посветено работиме на изградба на нови мостови на пријателства и партнерства. Воспоставуваме билатерални контакти со бројни земји, но и активно соработуваме со колегите од Европа и пошироко. Храбро ги реализираме реформите во Министерството за внатрешни работи, стремејќи се да бидеме интегриран дел од европските безбедносни политики, креирајќи модерна и европска полиција. Постоиме како рамноправен партнер во билатерални и регионални иницијативи, дел сме од заеднички платформи за борба против транснационалниот криминал. Нашите служби денес имаат глас и присуство на сите важни безбедносни форуми. Го слушаме светот, но и светот не слуша нас. Безбедноста не е привилегија. Таа е темел на секое здраво општество. Без неа нема ниту економија, ниту правда, ниту развој. Затоа наша обврска е да не отстапуваме, да продолжиме со професионалност, со отчетност и со посветеност кон македонските граѓани. Македонската полиција ќе продолжи да се менува, да расте, да се подобрува, ќе биде символ на редот и на правдата, ќе инспирира, ќе дава доверба, ќе биде чест да се носи македонската униформа. Нека ни е честит 7 мај, денот на македонската полиција, да живее македонската полиција, да ни е вечни и вековите Македонија. Во кругот на просториите на Овара Неготино, во присуство на вработени и гости на настанот, се одбележа 7 мај, денот на македонската полиција. По тој повод, со полагање свежо цвеќе на спомен бистата на загинатиот бранител во војниот конфликт во 2001 година Косте Волкановски, представници на повеќе делегации и колеги полицајци му оддадоа достојна почит на загинатиот припадник на македонската полиција. Како градоначалник на општина Неготино, на сите припадници на МВР од општината и државата им го честитам денот на македонската полиција со уверување дека и во иднина, како и досега, преку совесно, честно и професионално работење, ќе им служат на сите граѓани и ќе ги штитат нивната лична безбедност и имот, порача градоначалникот на Неготино Горан Стојанов. Овара Кавадарци, до основното јавно обвинителство Кавадарци, поднесе кривична пријава против 42 годишниот ОВ од Кавадарци поради постоење основи за сомнение за сторени 4 кривични дела, тешка кражба по член 236 од Кривичниот законник. Во периодот од ноември 2024 година до мај годинава, тој со употреба на сила и подесен алат од семејни домови од Општа болница Кавадарци и од верски објект во Росоман,
одзел различни предмети. На 6 мај во 7 часот на улицата Зелен пазар во Кавадарци, полициски службеници од ОВР Кавадарци го лишиле од слобода, а Основен суд Кавадарци му изрече мерка притвор и е спроведен во казнено-поправната установа Затвор Гевгелија за издржување на мерката, информираат од СВР Велес. Интензивно се работи на подобрување на инфраструктурата во руралните средини во општина Кавадарци. Се работи на поплочување на повеќе улици во селото Дабниште на површина од 700 метри квадратни. Работите ги изведува фирмата Power Trade, а активноста е дел од заедничкиот договор за повеќе села. Вие сте со дневникот на КТВ, продолжуваме и со останатите содржини. Трошоците на живот во април годинава во однос на април лани бележат зголемување од 2,6%, а индексот на цените на мало од 2,7%, соопшти Државниот завод за статистика. Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на живот во април во однос на март годинава бележи раст од 0,6%. Зголемувањето на инфлацијата е резултат на зголемувањето на трошоците на живот во следните групи: транспорт за 5,1%, облека и обувки за 1,5%, рекреација и култура за 1,4%, мебел, покукнина и одржување на домаќинствата за 0,5%, здравје за 0,4% и храна и безалкохолни пијалаци за 0,3%. Владата донесе одлука за помош на млади, а одобрени се измените на Законот за локална самоуправа, информира денеска од владината прес-служба. На седницата беше разгледана информацијата со предлог програмата за финансиска поддршка на проекти од областа на младите, на младинските организации за 2025 година, преку Министерството за социјална политика, демографија и млади. Преку Министерството ќе се дадат грантови за проекти од областа на младите и младинските организации во износ не поголем од 300.000 денари. Проектите и апликациите треба да се насочени кон следните приоритетни цели и тоа: зајакнување на влијанието на младите во сите процеси на донесување одлуки на локално и национално ниво врз основа на соодветна правна рамка. Препознавање на младинска работа како клучна алатка за помагање на позитивниот и личен социјален развој на младите. Оспособување на младите со знаења и вештини за медиумска и дигитална писменост, кои препознаваат дезинформации и ги артикулираат собствените интереси и ставови како активни граѓани во општеството со развиена критичка свест. Зголемување на свеста и имплементација на мерки за намалување на врсничкото насилство, родово базирано насилство, сајбер безбедност и дигитална хигиена во рамките на образовните институции и креирање на иновативни решенија за намалување на невработеноста на младите и промоција на мерки за самовработување и предприемништво. Со цел да се запази транспарентноста, ќе се објави јавен повик при што представниците од Министерството и Генералниот секретаријат ќе ги разгледуваат апликациите и проектите, додека пак распределбата на средствата ќе се врши согласно правилник за распределба. Исто така, владата го одобри предлог законот за изменување и дополнување на законот за локална самоуправа. По одобрувањето од страна на собранието, овие измени ќе донесат значителни подобрувања во функционирањето на општините, зголемување на транспарентноста, граѓанско учество и административна ефикасност. Почитувани граѓани, владата продолжува да работи посветено и одговорно само за вас. Ние се обврзавме на реформи, промени и проекти. Тоа и го испорачуваме. Председателката Гордана Силјановска-Давкова преку видео обраќање ги повикува граѓаните да се вклучат во Генералка викенд. Ви се обраќам не само како субјект на општествениот договор на Русо, туку и на природниот договор на Мишел Сера, во кој луѓето ги третираат земјата и природата како ним рамноправни. Го раскинавме пријателството со планетата, ги игнорираме нервозните предупредувања на природата и не сакаме да се соочиме со тешката еколошка криза. Постојано зборуваме за зелени политики, а живееме во сиво-црна реалност на убиствен воздух, загадени океани, мориња и реки, опустошени шуми, контаминирана почва.
Природата ја третираме како непријател што треба да се напаѓа, а не како сојузник што треба да се брани. Иако заштитата и унапредувањето на животната средина и природата се темелна вредност во многу меѓународни документи и устави, па и во нашиот, во свет на изгубени вредности, тие се заборавени. Природата, тоа префинето суштество, не смее да биде жртва на профитната агресија. Билките и животните се постари од нас, а се плашам дека еден ден ќе откриеме дека биле и поумни. Мора да негуваме еколошка љубов, да учиме емпатија и свест, да утврдиме строги еколошки правила и норми, да го разбудиме и бодриме еколошкиот дух во нас. Полесно е да живееме во хармонија со природата, одошто да војуваме до смрт со неа. Крајно време е да трчаме маратон кон здрава животна средина, да засадиме дрвја на љубовта и цвеќиња на добрината, да склучиме примирие со природата, да и го вратиме украденото, да се грижиме за сопственото здравје, но и за здравјето на растителниот и животинскиот свет, ако сакаме да имаме здрава иднина. Годинава, од 9 до 11 мај, сите општини ширум државата ќе се обединат во најголемата еколошка акција Генералка Викенд, како доказ за национална одговорност и еколошка будност. Еколошката статистика открива дека последниве 4 години над 44.000 волонтери собраа повеќе од 1 милион килограми отпад и засадија над 135.000 дрвја. Се роди Сончевата гора како символ на новиот однос кон природата. Грижата ветува промени. Цврсто верувам дека оваа година ќе покажеме уште поголема еколошка зрелост ако има повеќе волонтери и посилна волја за чиста и здрава животна средина. Ако сакаме да имаме 4 годишни времиња и да живееме по нотите на Вивалди, да ветиме дека ќе сториме се за да си ги вратиме сините езерски води, бистрите реки, прозирниот воздух, зелените шуми и миризливите ливади. Почитувајќи ја природата, се почитуваме себе си. Втор ден како Филипче молчи и не се откажува од наркодилерот Андон Стојков, рекоа на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН. Втор ден како Филипче молчи и не се откажува од наркодилерот Андон Стојков. Каков интерес штити? Венко Филипче се уште има можност да се огради од наркодилерот Андон Стојков. Ако тоа не го стори и денес, сериозно се фрла сомнеш дека поврзаноста меѓу нив е повеќе од пријателска. Венко Филипче да каже што интерес има од наркодилерот Андон Стојков, па мора да молчи со денови и да не смее да каже ниту збор. Дали на Венко Филипче поважни му се пријателите наркодилери од самата партија? Венко Филипче мора да се одважи и да даде став. Се откажува од наркодилерот Андон Стојков или не? Овој викенд во Грацко ќе се одржи Фолклоријада 2025, најавено е учество на 8 фолклорни ансамбли и културно-уметнички друштва од целата држава, меѓу кои гостите од Лебане, Србија. Во сабота на 10 мај, со почеток од 19 часот, во Грацко ќе се одржи традиционалната Фолклоријада Грацко 2025. Доколку временските услови дозволат, планирано е оваа манифестација да се одржи во амфитеатарот во центарот на Грацко, а во случај на врнежливо време, учесниците ќе настапат во Домот на културата Крсте Петков Мисирков во Грацко. Најавено е учество на фолклорниот ансамбл Стобиот Грацко. Гостите од соседна Србија, културно-уметничкото друштво Јабланичко коло од Лебане, ансамблот Тоска од Штип, културно-уметничкото друштво Росоман од Росоман, фолклорниот ансамбл Кочорацин од Лозово, културно-уметничкото друштво Млади Подарешани од Подареш, фолклорниот ансамбл Китка од Ораовица и културно-уметничкото друштво Конче од Конче. Оваа фолклоријада
е убава можност за жителите од целиот регион да присуствуваат и уживаат не само во музичкиот дел, туку и во разновидноста на носиите од различни краеви на нашата држава како своевидно национално богатство. Продолжуваме со спортот. Промени во календарот до крајот на ракометната сезона. Финалето од купот ќе се игра на 31 мај и 1 јуни, а можно е средбата од идното коло помеѓу Тиквеш и Алкалуид да се одигра на почетокот на идната недела. Фактот што екипата на Алкалуид ќе игра во финалето на ЕХФ купот донесе промени во календарот до крајот на ракометната сезона. Преостана уште 4 кола и завршницата на Купот на Македонија, плюс веќе стартуваше ЕХФ неделата во која ќе се одигра завршницата од квалификациите за светското првенство во јануари 2026. Финалните надпревари помеѓу Алкалуид и АЕК Атина ќе се одиграат на 18 и 25 мај, што автоматски повлекува дека за Купот на Македонија единствена логична опција е полуфиналето и финалето да се игра на 31 мај и 1 јуни, бидејќи едноставно Final Four турнирот нема смисла да се игра во работни денови, односно среда недела. Така, плейофот и плейаутот ќе се играат на 17, односно 18 и на 24, односно 25 мај, со исклучок на надпреварите кои треба да ги игра Алкалуид. А по куп завршницата ќе се одиграат последните две кола. Бранителот на трофејот Алкалуид, Вардар, Охрид и Еврофарм Пелистер се учесници на Final Four турнирот од Купот на Македонија, а наскоро се очекува да се изврши жребка за градот домаќин на завршниот турнир. Според последните информации блиски до градскиот ракометен клуб Тиквеш, надпреварот од седмото коло од плейофот, во кој во Кавадарци треба да гостува Алкалуид, можно е да се одигра во вторник на 13 мај. Победи на водечките екипи во втората македонска фудбалска лига. ФФМ најави истрага за надпреварот Кожув Башкими заради начинот на кој Башкими го постигна победничкиот гол. Вчера се одигра надпреварите од 28-то коло во втората македонска фудбалска лига, во која сите фаворити од врвот победија и немаше промени на табелата. Ситуацијата е јасна и при дното, каде скоро и да нема дилеми. Македонија Ѓорче Петров останува на врвот затоа што дојде до триумф на гости кај Вардар Неготино со 0-1. Арсими, кој е второпласиран, продолжи да победува и освои полн плен на гостувањето кај веќе испаднатиот борец од Велес со 2:4. Брегалница на домашен терен во Штипја победи Беласица со 1-0. Башкими славеше во дербито на гостувањето кај Кожув со 1-2. Меѓутоа оваа средба фрли темна дамка на македонскиот фудбал заради начинот на кој Башкими го постигна победничкиот гол. Фудбалската федерација на Македонија најави истрага, а Министерството за спорт потврди дека доколку се востануваат нечесни работи на двете екипи ќе им се одземе лиценцата за вршење дејност спорт. Екипата на Осогово на домашен терен славеше над Новаци со 2-0, а Детонит Плачковица во ефикасен меч освои 3 бода совладувајќи го Охрид со 3:2. Ефикасна беше Саса од Македонска Каменица на гостувањето кај веќе испаднатиот Вардарски и славеше со 1-4, а дуелот Скопје Победа заврши без голови 0-0. Познати се и сите третолигаши кои ќе играат бараж за пласман во втората лига. А тоа се Слога Виница, Шкендија Арачиново, Тетекс, Преспа и Големо Конјари. А од второлигашите најверојатно Осогово ќе игра во баражот за опстанок. Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, ќе дува умерен, а во западните делови засилен ветер од југозападен правец. Попладне ќе има изолирана појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер,
температурата до 26 степени. Во ноќта петок кон сабота и во сабота предпладне ќе биде нестабилно со локални поројни врнежи од дожд и грмежи. Преодно стабилизирање на времето ќе има во недела, а во понеделник се очекуваат нови повремени врнежи од дожд. Дневните температури од сабота ќе бидат во опаѓање. Со временската прогноза го завршуваме дневникот, имајте пријатна вечер.